Време за новиот информативен пресек. Што се случуваше во Вардарскот и Квешкиот регион, Македонија, светот и спортот, ќе погледнете веднаш по најавите. Јас сум Катерина Нацева, останете со нас. Државната изборна комисија ги објави имињата на новите советници во општините. Почнува пријавувањето за субвенции за предадено млеко. Зголемен бројот на туристи во Македонија во август оваа година. Време е Кавадарци да застане на победничката страна, на страната на животот и промените, на страната на која застана цела Македонија, рече денес на пресконференција кандидатот за градоначалник од редовите на СДСМ Бетјан Китев. Тој ги повтори 5 клучни проекти за Кавадарци кои ќе бидат приоритет на новата локална власт и на градоначалникот. На нашиот град му се потребни промени. На Кавадарци му треба подобра инфраструктура, посредени улици и патишта, нови градинки, спортски терени и гасификација, рече денеска кандидатот за градоначалник на СДСМ Бетјан Китев на пресконференција и ги повтори 5 клучни проекти кои ќе бидат приоритет на новата локална власт и на градоначалникот. Под број 1, во соработка со владата, ќе го гасифицираме Кавадарци. Граѓаните и фирмите ќе плаќаат поевтини сметки за електрична енергија и до 50%. Под број 2, ќе го решиме прашањето со градскиот пазар во Кавадарци. Пазарџиите и граѓаните повеќе нема да мрзнат зимно време на отворено. Под 3, во Кавадарци ќе изградиме нова детска градинка. Родителите повеќе нема да имаат грижи каде би биле згрижени нивните деца додека тие се на работа. Целосно ќе ги реконструираме главните улици и булевари во Кавадарци и ќе го замениме асфалтот на сите оштетени улици во градот. Исто така планираме изградба на 3 нови кружни текови, нагласи тој. Најави и комплетирање на колекторскиот систем на реката Луда Мара до селото Марена. На денешната пресконференција кандидатот за градоначалник на Кавадарци од редовите на ВМРО ДПМН и коалицијата Митко Јанчев рече дека за резултатите од првиот круг одлучиле граѓаните и на 29 октомври повторно имаат можност да го дадат својот глас. Имате лесна одлука, рече Јанчев, да изберете меѓу мене и мојот против кандидат. Првиот круг од локалните избори поминаа, за резултатот одлучивте вие. Имавте можност да гласате за мене, рече на прес Митко Јанчев, кандидат за градоначалник на ВМРО ДПМН, додавајќи дека граѓаните треба да направат разлика. Вие треба да знаете за големината на делата и придонесот кои се остварени од моја страна и големото ништо на мојот против кандидат, додава Јанчев. Имавте можност вашиот глас да го дадете за против кандидатот кој секој месец ќе го намалува буџетот, земајќи плата, користејќи возило и други трошоци. И имавте можност да гласате за мене, Митко Јанчев, кој се откажа од плата и возило. И во исто време остави буџет за општината од околу 200.000 евра. На 29 октомври повторно имате можност да го дадете својот глас. Имате лесна одлука, рече Јанчев, да изберете меѓу мене и мојот против кандидат. Во вториот круг влегувам како индивидуа која е изградена и успешна, а зад себе носам единствено успеси и признанија, наспроти мојот против кандидат. На 29 октомври ќе победат. На 29 октомври ќе победите вие граѓаните, потенцираше Јанчев. Државната изборна комисија ги објави имињата на новите советници во општините. Мнозинството во Советот на општина Велес по одржаните локални избори на 15 октомври го има коалицијата предводена од СДСМ. Валентина Михаловска ги има деталите. Државната изборна комисија ги објави имињата на новите советници во општините. Мнозинството во Советот на општина Велес по одржаните локални избори на 15 октомври го има коалицијата предводена од СДСМ. Тие освоија 14.357 гласа и имаат 12 советника и тоа: Ненад Коцич, Душко Петров, Весна Стојанова Богоевска,
Кирил Гајдов, Менсур Бачевац, Вероника Ивановска, Маја Хеско, Максут Бакиовски, Стево Крстевски, Пандорка Лазаревска Прличкова, Миле Нацев и Марко Илиев. Коалицијата предводена од ВМРО ДПМН освои 12.339 гласа и има 11 советника во Советот. Идни советници на оваа коалиција се Александар Колев, Лилија Чолакова Дервишова, Петре Саздов, Флорентина Ристовска-Шурбевска, Ангел Димов, Александар Табаков, Драган Димески, Нада Трајкова, Бесим Ахмедов, Каролина Попова и Славче Радевски. Во Кавадаречкиот совет СДСМ и коалицијата освоија мнозинство и тоа 9 советнички места. Оваа коалиција освои 10.538 гласа, а ова се новите советници. Виолета Димитрова, Митко Камчев, Јосиф Стојанов, Лазар Туриманџов, Василка Дрварова, Ташо Радњански, Мирјана Гркова, Развигор Кабранов и Петар Николов. ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија освои 9146 гласа или 8 советнички мандати. Во новиот совет представници ќе бидат Горица Пеливанова Вилхем, Никола Трендафилов, Зоранчо Јованчев, Анита Гинова Каркутова, Драганчо Николов, Тони Нешковски, Блаже Тасев, Душица Крстич. Еден советнички мандат освои Гром со 1707 гласа, влегува Божанка Минова. Во Советот на општина Кавадарци влегува и Ристо Сакалиев. Во општина Неготино коалицијата на СДСМ освои мнозинство и тоа 8 советници. Во новиот совет влегуваат Диме Витанов, Гордана Филипова, Вуле Младеновиќ, Дане Мајсторчев, Трајче Димов, Ивана Трајкова, Игор Ѓорѓиев и Борче Коцев. Од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН освоија 7 советнички места: Петре Манчев, Љупчо Пасинечки, Гордана Јованова, Зоран Стојанов, Флорида Илиевска, Игор Јованов и Трајко Стефанов. Идентична е ситуацијата и во општина Свети Николе. СДСМ има 8 советнички места: Кире Алексов, Марија Кочиева Ѓорѓиева, Штерио Ѓорѓиев, Стевчо Максимов, Маријан Зафиров, Бојана Стојанова, Ристе Андонов и Даниел Илјов. ВМРО ДПМН и коалицијата имаат 7 советника: Мирче Јосеф, Оливера Арсов, Бојан Митев, Владимир Атанасов, Горан Трајковски, Светлана Митрушов и Данче Ников. Во општина Чашка коалицијата предводена од СДСМ освои 4 советнички места: Ибраим Исмаиловски, Борче Ангеловски, Жаклина Постоловска и Рушит Садиков. Коалицијата предводена од ВМРО ДПМН освои 3 советнички места и тоа: Горан Стојановски, Каме Мирчевски и Елизабета Дојчиновска. Коалицијата заедно за подобра иднина освои 2 места во Советот: Фемих Бејлуров и Халид Фератов. Демократската унија за интеграција има 2 советници: Рамадан Амзов и Муамед Ахмедов. Започнува пријавувањето за субвенции за млеко. Млекопроизводителите можат да пријавуваат субвенции од мај до септември, најдоцна до 5 ноември. Најдоцна до 5 ноември сточарите кои го предале млекото до септември 2017 треба да ги достават барањата за да ги добијат субвенциите. Станува збор за финансиска поддршка од 3,5 денари за продадено литар кравјо, овчо и козјо млеко. Пријавување за субвенции од страна на млекопроизводителите може да се пријавуваат од мај до септември. До 5 ноември во подрачните единици на Министерството, каде што е регистрирано земјоделското стопанство или фирмата, можат да ги поднесуваат по електронски пат. Ова е рокот до кога се поднесуваат и барањата за финансиска поддршка во живинарството, за несилки набавени исто така од мај до септември. Финансиската поддршка за секоја купена несилка за производство на јајца е по 100 денари. Според Државниот завод за статистика, бројот на туристи кои ја посетиле Македонија во текот на месец август оваа година бележи зголемување во споредба со август минатата година. Според податоците на статистиката, бројот на домашни туристи во август 2017 година во однос на август 2016 година е зголемен за 3,4%, а бројот на странските туристи е зголемен за 46,5%. Бројот на туристите во август оваа година изнесува 188.758, а бројот на ноќевањата
изнесува 766.844, објави Државниот завод за статистика. Бројот на туристите во август 2017 во однос на август 2016 е зголемен за 20,4%, а бројот на ноќевањата е зголемен за 10,4%. Според податоците на статистика, бројот на домашните туристи во август 2017 во однос на една година порано е зголемен за 3,4%, а бројот на странските туристи е зголемен за 46,5%. Бројот на ноќевањата на домашните туристи во август 2017 во однос на август 2016 е зголемен за 1,6%, а бројот на ноќевањата на странските туристи е зголемен за 41,9%. Според статистика, во периодот јануари-август 2017 во однос на истиот период од претходната година, бројот на туристите е зголемен за 15,8% и тоа, кај домашните туристи има зголемување за 6,6%, а кај странските има зголемување за 22,7%. Во периодот јануари-август 2017 во однос на истиот период од претходната година, бројот на ноќевање е зголемен за 11,3% и тоа, кај домашните туристи зголемување за 4,4%, а кај странските има зголемување за 22,6%. Поради штрајк на грчките царински служби, денеска е во прекин сообраќајот на државната граница помеѓу Република Македонија и Република Грција. Границата ќе може да ја поминат само пешаци, како што соопштуваат од Министерството за внатрешни работи. На граничниот премин Богородица прекинот ќе биде 24 часовен, почнувајќи утринава од 6 часот, исто како и на граничниот премин Меджитлија, каде прекинот е започнат од 6 часот и 30 минути утринава. На граничниот премин Стар Доиран прекинот во сообраќајот на границата ќе биде само денеска и тоа почнувајќи утринава од 5 часот до 23 часот. Продолжуваме со вести од Македонија. Владата на Република Македонија денеска ќе ја одржи 32-та седница, а на дневен ред се поставени повеќе точки. Ќе се разгледа информацијата за постапување по предмети за настанатите штети на движен и недвижен имот на подрачјата на Скопскиот и Тетовскиот регион, заради зголемен обем на врнежи и поплави. Информацијата за склучен протокол меѓу Царинската управа на Република Македонија и Федералната царинска служба на Руската Федерација за размена на документи и информации поврзани со царинска вредност на стока, која се разменува меѓу Република Македонија и Руската Федерација, и работен план за соработка помеѓу Царинската управа на Република Македонија и Федералната царинска служба на Руската Федерација за спречување на царински прекршоци. На седницата ќе се најде и информацијата за потпишување на спогодба за финансирање помеѓу Европската комисија и владите на Република Македонија и Република Албанија за акцијската програма за прекугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Албанија 2015-2017, како и предлогот за поведување постапка за водење преговори за склучување на протокол помеѓу владата на Република Македонија и владата на Република Косово за соработка во областа на борбата против трговија со луѓе, како и други точки, информираат од прес-службата на владата. Сојузот на синдикати на Македонија објави дека вкупната вредност на синдикалната кошница во август изнесувала 32.316 денари. Од нив за храна и комуналии, граѓаните од семејниот буџет одвојувале 23.871 денар. За храна во август се одвојувале 13.422 денари. За комунални трошоци 8.253 денари, а за опрема за куќа и одржување 2.197 денари. Според синдикалната кошница, одржувањето на личната хигиена во август чинело 980 денари, а одржувањето на хигиената во домот 1244 денари. За превоз месечно граѓаните трошеле 2340 денари, а за облека и обувки 2129 денари.
Најмалку пари од семејниот буџет се одвојува за одржување на здравјето, односно околу 680 денари, како и за посета на културни манифестации околу 1070 денари. Северна Кореја се закани со незамислив удар врз САД во момент кога тоа најмалку ќе го очекуваат, јавија севернокорејската новинска агенција КЦНА. Агенцијата го објави ова соопштение во врска со маневрите на Јужна Кореја и американската морнарица, во кои учествуваат носачот на авиони Роналд Реган, кои се одвиваат во близина на Корејскиот полуостров. Американската морнарица спроведува заеднички воени вежби со бродовите на Јужна Кореја кај брегот на Корејскиот полуостров од 16 до 25 октомври. Маневрите се изведуваат во Јапонското и Жолтото море. Вести од светот. Постапка за укинување на автономијата на Каталонија во сабота ќе почне Шпанија, откако низиниот лидер Карлес Пучдемон се закани дека ќе прогласи независност. Владиниот кабинет ќе се состане во сабота, кога и ќе го активира членот 155 од Уставот, со што се овозможува Мадрид да преземе контрола врз овој автономен регион, се вели во соопштението од канцеларијата на шпанскиот премиер. Претходно Мадрид му даде рок на Пучдемон денеска до 10 часот по локално време да ја повлече заканата за прогласување независност, а воспротивно Шпанија ќе ја укине автономијата на овој регион. На само неколку минути пред истекување на ултиматумот, каталонскиот лидер денеска објави писмо со што го игнорираше барањето на Шпанија. Странските медиуми оценуваат дека по ова најверојатно ќе се запали искрата меѓу Мадрид и Барселона, а постои истравување дека спорот може да прерасне и во граѓанска војна. Воведување забрана за воени лидери од Мјанмар за влез во Соединетите Американски држави и санкции против лицата одговорни за прогонот на муслиманското малцинство Рохинџи, ова од администрацијата на председателот Доналд Трамп, го побараа повеќе од 40 конгресмени. Во писмо до државниот секретар Рекс Тилерсон, група демократи и републиканци од представничкиот дом побараа да се преземат значителни мерки против воените и други лица во Мјанмар кои ги прекршиле човековите права при нападите и протерале повеќе од половина милион рохинџи во странство. Пред Вашингтонскиот центар за стратешки и меѓународни студии, Тилерсон истакнал дека САД ги сметаат за одговорни воените лидери во Мјанмар поради насилните прогони на муслиманите, но сепак не се осврнал на прашањето за воведување можни санкции за прекршителите на човековите права во оваа азиска земја. Најмалку 8 лица загинаа, 20 се повредени при експлозија на нелиценцирана фабрика за производство на пиротехнички средства во градот Баласоре во индиската држава Ориса. Како што информираат од локалната полиција, бројот на нестраданите може да се зголеми, бидејќи неколку лица се наоѓаат под урнатините на зградата, која целосно се урнала од експлозијата. Инцидентот се случил пред прославата на популарниот индуистички празник на светлината Дивали. Ваквите експлозии се честа појава во Индија, бидејќи не се води грижа за безбедносните мерки во фабриките за пиротехнички средства. Денес имаме сончево и топло време со мала до умерена облачност, проследено со слаб ветер од јужен правец. Утринската температура се движеше од 3 до 10 степени, а дневната од 23 до 28 степени. До недела ќе се задржи стабилно суво и топло време со надпросечни дневни температури. Под влијание на влажен бран од понеделник ќе преовладува облачно време со врнежи од дожд, наместа пообилни. Дневната температура значително ќе се намали, особено во вторник, кога ќе дува и засилен северен ветер. Метеоинформациите се последни во информативното издание. Јас ви благодарам што бевте заедно со нас. Пријатно.